Во родната Струмица се одржа омаж за писателот за деца Киро Донев. Литературниот настан го одбележа двојниот јубилеј на еден од најплодните македонски писатели. 50 години творештво и 75 години живот. Неговите дела, според доктор Ана Витанова-Рингачева, се полни со етнолошки елементи и фолклор, но истовремено детето совршено се пронаоѓа во разиграните ликови кои што авторот неуморно и автентично ги доловува, оживувајќи ја на тој начин и онака бујната детска фантазија. Литературата за деца од една страна го богати светот на детето, го облагородува, но од друга страна е сурова, бидејќи го соочува со потешката страна на животот. Книгите на Киро Донев на некој начин ја амортизираат таа суровост, заради тоа што неговите ликови ги учат животните лекции низ хумор и благи казни. За животот и делото на Донев зборуваше и неговиот долгогодишен пријател, писателот Горијан Петрески, кој прераскажуваше анегдоти од нивните дружења, откривајќи им го на тој начин на присутните Киро како човек. Писателот Донев пак наместо обраќање на децата им раскажа приказна, покажувајќи ја уште еднаш својата духовитост. Јас не умеам да лажам, затоа што не умеам да измислам ниту една лага колку да се обидам, а на сите луѓе за тоа им завидувам. Кога бев мал, јас не се дружев ни со Горијан Петрески, ни со Нове, ни со Јоко, ни со Миле Подбелец, ни со Петко, ни со Рајко. Мои најдобри другари ми беа деца Тешко Тебе и Голеле Мајко. Тој Голеле Мајко беше добар другар, силен и здрав. Неговиот татко беше директор на една фабрика за производство на дожд во прах. Според издавачот Македоника Литера, Донев е најпреведуваниот македонски писател последните неколку години. Во текот на полавековната кариера, Киро Донев има објавено 40 книги за деца и возрастни.